Сега, откако ги констатиравме тие факти, тргнавме во фазата во која што и не очекуваа дека ќе стигнеме. Тргнавме самостојно да настапиме на изборите. Настапувајќи самостојно, излеговме со една алтернативна понуда која сака да излезе над денешниот дискурс во политичката расправа и која сака да се посвети на трите клучни прашања за Република Македонија: економијата, организираната, односно стабилната држава и образованието и младите. Значи, да не се лажиме, тоа се трите предизвика кои ќе останат пред нас и сега пред изборите и после изборите. Ќе бидат предизвици за сите нас уште добри години. Но оно што е сега битно и секаде го повтарам, и дека овие избори не се ни за федерализација, ни за промена на устав, ни за двојазичност, тројазичност, не знам колку јазичност, туку се за консолидирање на институциите. Жалам што беше фрлена таа тема од страна на најголемата опозицијска партија и жалам што најголемата владеачка партија го зема тоа како основа за својата антикампања во изборите. Но тоа е тоа, се случи. Затоа сега водиме во нудење на решенија за она што значи излез од кризата. Тој излез ќе биде низ институциите, затоа што институциите се тие што ги бранат интересите на граѓаните и ги бранат и штитат правата на човекот и граѓаните. А има ли поголемо право од правото на живот и од правото на собственост? Доаѓаме до вториот дел на незаштитените човекови права. Вклучително зборуваме и за слободите, особено слободата на изразување. Но има ли поголема представа колку е заглавена нашата предизборна кампања во Македонија сега, кога гледаме дека сите дискутираат за многу теми, а никој не зборува за основната: прекршувањето на правото на човекот и граѓанинот со масовно прислушкување и злоупотреба на институциите е всушност изворот на кризата или поводот на кризата и поводот на овие избори. Затоа, кога зборуваме за потребните чекори после во делот на стабилна организирана држава, зборуваме и за еден од приоритетите: функционалност на институциите, особено цивилна контрола врз службите. Што тоа значи цивилна контрола врз службите? Како поранешен заменик председател на Комисијата за надзор над ДБК, ќе ви кажам дека знам многу работи што стоело во извештаите и знам и што требало да стои, а не стоело. Но поентата е дека контролата врз службите не може да ја вршам ниту јас поединечно, ниту вие поединечно, туку може да ги вршат институциите. Односно, една од нив е Собранието на Република Македонија. Што тоа значи? Тоа не е обична хартија. Тоа значи дека треба да видите колку пари се потрошени за нивното работење, за кој тип на операции, за која неутрализација на какви цели или, поточно кажано, на какви закани. И колку од тоа има судски епилог. Тоа не е обична статистика, но за да спречиме службите да излезат надвор од своите рамки и наместо заштита на системот да станат дел од партискиот систем што го киднапира државниот систем, мора да се воспостави или да се врати назад неопходниот степен на цивилна. Инаку нашата конкурентност сакаме да ја постигнеме пред се во поширокиот регион. Односно, да ги освоиме повторно ex-EU пазарите плюс Албанија, плюс Бугарија, плюс Романија, да ги искористиме поволностите на ЦЕФТА спогодбата. Затоа што за нас во моментов е битно како да има еден македонски производ во секој дом на Балканот. Некаде маса, некаде тутун, некаде јаболка, некаде не знам некој друг тип на производ. И ние не се срамиме што во Македонија не произведуваме микрочипови. Се срамиме од тоа што го произведуваме да не може да стигне до пазарите и да биде конкурентно. Е, тука е нашата насока и тука е нашата цел да ја оспособиме економијата, оспособувајќи ги предприемачите. Малите и средните компании се 70 и микрокомпаниите се 70% собираат работна сила во себе од вкупната работна сила во стопанството.
Затоа мора да се поведе внимание како предприемачот да го одржиме, да го негуваме, да му овозможиме да се развие со минимум административни бариери и затоа клучно забележувате дека се враќаме на некои основни либерални постулати, познати од раните 90 и до 80 години, кои всушност се постулатите на реформистите. И од тоа позитивно наследство ние не се откажуваме. Добрата работа е што за прв пат после подолго време, и тоа доста подолго, 22 години, излегуваме самостојно на изборите. Парламентарни избори. Велат дека изборниот модел не ни бил наклонен. Верувајте дека ова е повеќе наклонет изборен модел код малите партии, одошто она за што Тивко сакаше да се договори пржинската четврка, така наречена една изборна единица, ама со затворени листи и со 5% изборен праг. И кажувам дека и ние бевме дел од тие кои се обидоа да проектот за вештачко качување на цензусот биде скинат. И во тоа имавме разбирање од странските учесници во процесот. Но општата желба на големите партии беше да изборниот модел остане непроменен. Затоа што не веруваа дека ќе излеземе самостојно на избори. Прво, на 15 септември лани не веруваа дека сме одлучиле самостојно да одиме и не веруваа дека ќе останеме на збори. После кога сватија дека е така, се подсмеваа и велеа дека нема да направиме листи. Сега не се подсмеваат веќе. И конечно, доаѓа до делот кога велат немојте да гласате за малите партии, затоа што тие ги одзимаат нашите гласови. Па слушам денеска некои патетични повици да се откажат малите партии од учество на избори и да повикаат на поддршка на големите. Абе луѓе, па ние не сме либерали за да им правиме кејфови на конзервативци и на социјалдемократи. Ние сме либерали зашто сме либерали и зашто ќе останеме либерали. Дали е така? И тука отстапка нема. А гарантираме дека после изборите нашата преференца ќе биде да правиме централно левичарска влада минус ВМРО ДПМН и минус ДУИ, или ќе ја направиме таа влада, или ќе ја направиме таа влада.